Почитувани, огромен криминален скандал повторно е поврзан со владеачкото мнозинство во парламентот. Моника Зајкова, пратеник од редовите на ЛДП, верен гласач на законите на СДСМ, според анкетниот лист кој што го поднела до антикорупцијска комисија, пријавила семеен имот на родители, куќа од 119 метри квадрати во село Трница, во делот на Националниот парк Маврово. Стекнат на друг начин, како што стои во анкетниот лист. Почитувани, според новинарски текст, имотот на Маврово во Трница е криминално легализиран. Објектот, кој што стои на имотниот лист на Моника Зајкова, бил изграден по донесувањето на законот за легализација и со тоа е без основа за легализација. Според новинарското истражување објавено во јавноста, Зајкова поседува имот легализиран врз основа на лажна изјава, односно изјава за времето кога објектот бил граден, односно изјава со која што се тврди дека објектот бил граден пред 3 март 2011 година како основа за негова легализација. Според ова, Зајкова, како пратеник во парламентот, е должна јавно, јасно и прецизно да одговори дали поседува семена вила во Трново, Маврово, како што навела во анкетниот лист. На кој начин е стекната таа вила? Кога таа вила била изградена? Дали е легализирана согласно законот за легализација? Дали е поднесена изјава за времето на градење со документите за легализација? Изјава која што подлежи на морална и кривична одговорност и со која што се гарантира вистинитоста на исказот. Почитувани, Македонија тоне во кризи, половина милион луѓе живеат со помалку од 150 денари на ден, а гласачите токму на тие штетни закони што е потонаа Македонија, единствено се грижат за лични богатења и удобства. Моника Зајкова е пратеник врз кој што почива оваа антимакедонска, антинародна власт во Македонија. Не е важно што Македонија е во криза, народот е се посиромашен, што нема за струја и нема за леп, а и се соочува со брутална асимилација. Важно, Зајкова, верен гласач на СДСМ во парламентот, ужива во луксузи, ужива во дивоградба, сега легализирана вила на Маврово. Ова мора да има крај.